Во однос на договорот, тој е јавен. Сите пораки што се дел од него, сите членови се јавни, сите можете да ги видите. Ние цело време ги испраќаме истите пораки. Со договорот, македонец, македонка се утврдени како идентитет на народот кој што живее тука. Јас сум македонец, ти си македонка. Нашиот јазик на кој што зборуваме е утврден дека е македонски јазик. Да, точно, тој е утврден уште 1977. Меѓутоа, факт е дека низ преговорите, изминативе години, некој тоа го има оспорувано. Сега, не само што никој не го оспорува, туку тоа го утврдува. Ова се факти кои што стојат во договорот. Во однос на самоопределувањето, тука немаме никаква дилема. Државјанството, еве уште еднаш да појасниме, во пасошот, во патната исправа, ќе пишува македонско, коса црта, граѓанин на Република Северна Македонија. Македонско на некој начин го утврдува идентитетот, но се работи за државјанство. Знаете дека Македонија е мултиетничка земја и ова означува државјанство. Државјанство македонско, граѓанин на Република Северна Македонија. Во однос на идентитетот, претходните работи кои што ги кажав се конечни, утврдени, потпишани, заверени и од Метју Нимиц и мислам дека навистина е безпредметно да ги повторуваме, меѓутоа ќе ги повторуваме затоа што тоа е едноставно така. Нема поинакво толкување. Членот 7 јасно разграничува. Има македонци и во Грција, има македонци и во Македонија. И тоа е крај. Едноставно. Граѓаните ќе го кажат последниот збор. Се што ќе кажат граѓаните на референдум, нивната волја ќе биде обврзувачка. Намерно користам кратки реченици за да бидеме најасно. Уште еднаш, волјата на граѓаните, изразена на референдумот, ќе биде обврзувачка за политичките субјекти. Но, и пред малку во одговорот на претходното прашање, за граѓаните да може да изразат својата волја слободно, потребен е политички амбиент кој тоа ќе им го овозможи. Уште еднаш, апелираме до сите политички субјекти да им остават простор на граѓаните, да ги изнесат нивните аргументи во јавност, нека ги убедат во било што сметаат дека е правилно, меѓутоа граѓаните се тие кои што ќе одлучат. Протестите се составен дел на политичкиот амбиент. Ние немаме ништо против протести како влада. Легитимно демократско право е да се протестира. Се додека на тие протести немаме говор на омраза, немаме повик за линч, немаме насилство кон било кого. И немаме ксенофобија и немаме напад кон македонски граѓани и вербални напади кон граѓани на Република Македонија. Се додека овие елементи се исклучени, правото на протест е неприкосновено со устав загарантирано и тоа е дел од тој политички амбиент кој треба да се креира. Ворете да има протести, ворете да има некој кој што ќе биде противник на овој договор. Севкупно амбиентот сметаме дека во наредниот период ќе дозволи одржување на референдум. Видовме вчера дека опозицијата рече дека ќе делува институционално, што е добро на некој начин.